Почитувани присутни, почитувана явност, добър ден. И отварям 12-та седмица на Съвет на община Чешиново, Облешево. Отварям претрес по записникът от 11-та редовна седмица. Дали някой ба разбор? Бидейки никой не ба разбор, ставам на гласане. Ви молам да гласам. Ще видя кой не може да гласа. Добре, 11, окей. 111 гласа за. Констатирам дека записникът е усвоен. За днешната седмица го предлагам следният дневен ред. Баране за първа точка. Баране за разрешуване и минуване на член на управен отбор на ЕОГД Звездички. Втора точка. Годишен план за вработуване за 27 година в ЕОГД УДГ Звездички. Трета точка. Баране за отстрануване на помощен обект в Страшо Пинджур Чешиново. Четвърта точка. Баране за одобрувани средства за награда на ученик на генерация Страшо Пинджур. Пета точка. Предлог годишен план за вработуване за 27 на ОУ Страшо Пинджур. Шеста точка. Извещай за финансово работене на ЕПКД Облешево от 1.1 до 31.3.26 година. Седма точка. Баране от жителите на село Кучино за решаване на дългогодишен проблем с водоснабдяване и процедурна станица. Осма точка. Баране от Бранко Митев, село Соколарци. Девета точка. Баране за еднократна помощ от Магдалена Манова. 10 точка. Предлог отлуга за измена и допълнение на отлуката на бюджет на община Чешиново Облешево за 26 година. 11 точка. Извещай за стари улични светилки на територия община Чешиново Облешево. 12 точка. Предлог за възпоставане на междуобщинска соработка с община Зърновци. 13 точка. Отлука за групна явна навъвка с община Зърновци в отделот на третиранието на комарците. 14 точка. Известуване и предлог за измена на програма с предвидение на общи мерки за защита на население. Како 15 точка имаме баране за одобруване средства за награда на ученик на Страшо Пинджур на Климент Охридски. 16 точка. Предлог годишен план за вработуване на 27 година на Климент Охридски. И како последна точка предлози, прашања и барања. Отварям претрес по дневен ред. Дали некој ба разбор? Повели Грозда. Благодарам, председателе. Имам предлог одлука за допуна на дневниот ред. Одлуката гласи: за секое дете запишено во прво одделение во нашата општина да му биде доделено ваучер од 3000 денара. Благодарам. Благодарам. Благодарам, Грозде. Така, може ли да проверяме во програмата што имаме донесено, пак ја ставиме во наредната седмица ко точка. Или ако го имаме, ќе го образложиме на наредната.
Благодарам. Бидејќи никој не бара збор, ви молам да гласаме. Со 10 гласа за и 1 воздржан, констатирам дека дневниот ред е усвоен. Преминуваме на првата точка. Барање за Се извинувам. Предлагам 13-та точка, одлука за групна јавна набавка со општина Зрновци во делот на територијални конвенции, ја ставиме како прва точка и да продолжиме понатаму. Отварам претрес по точката. Молам Гричан да се произнесе. Ставя на гласање право да ви Тоа образложение на предлогот на председателот на Сојот за итноста на точка 13 да биде поместена во прва, затоа што во текот на денешниот ден треба да направиме официјален договор со општина Зрновци за спроведување на јавна набавка за во делот на третирањето на комарците, затоа оваа точка по предлог на градоначалникот да оди прва на дневен ред. Отварам претрес по точката, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, молам да гласаме. Со 11 гласа за, одлуката е усвоена. Заради обврски, директор на замолува на Климент Охридски, ако може неговите точки да ги ставиме, ако се согласувате сите. Дали се служи?
Може, а? Значи, барање за отстапување на помошен објект во Страшо Пинџур, Чешиново. Го молам представникот да се произнесе. Долго време надвор употреба. Помошен објект за дрва е било, не знам што. Долго време е во употреба и е поприлично опасност за децата и сите вработени таму. Предлагам да се отстрани тој. И доколку може општината да ни помогне во отстранување и на самото отпадок што ќе има таму. Значи, тоа е во употреба неколку децени. Предлагам тоа да биде отстрането заради безбедност на вработените и на самите, и на сите таму, таму и градинката и училиштето. Тоа е објектот во Чешиново позади училиштето. Така да мислам дека треба да се отстрани на време. Благодарам. Отварам Во пред... однос Благодарам. Отварам претрес по точката. Дали некој бара збор? Повелик началник. Благодарам. Известени сме од страна на службите и од директорот дека има потреба за отстранување на овој објект. Во консултации со комуналното предпријатие ќе им биде дадена помош во делот на отстранување на рушевините и во најбрзо време да се санира и да се заврши со таа постапка. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, барањето го ставам на гласање. Ве молам да гласаме. Третата точка. Со 11 гласа за, констатирам дека барањето е усвоено. Преминуваме на четвртата точка. Барање за доделување средства за награда на ученик на генерацијата ОУ Страшо од Пинџур. Го молам представникот да се произнесе. Станува збор за ученичка од населено место Станчево, 9-то одделение, Сара Јаневска е ученик, избран како ученик на генерација од основното училиште Страшо Пинџур. Барањето е за доделување на награда како ученик на генерација во општината. Потребните информации и податоци ги има доставено на време. Благодарам. Дали некој бара збор? Повелик началник. Благодарам. Честитки за ученикот на генерацијата од основното училиште Страшо Пинџур. Ученикот Сара Јаневска нека биде поттик и пример за останатите ученици од идните генерации да постигат значителни резултати и да се бидат закитени со вакви постигања и награди. Ова е веќе воспоставена пракса за наградување на ученици на генерацијата, како за ово училиште, така и за другото основно училиште, и во иднина продолжуваме за учениците кои покажуваат особен интерес да правиме напори да ги поттикнуваме во тоа што го постигаат и да ги наградуваме соодветно за постигањата. Благодарам. Благодарам.
Повели Грозде. Благодарам, председател. Околу оваа точка сакам да се произнеса. Првим да ја честитам на учениците, за ученици на генерацијата, а дали е одредено колку ќе биде нивната? Да, има во програмата. Донесе. Донесено ли колку пари? Да. Само имаше предлог, ја мислам. Имаше ти предлог, ама сега... Има донесено во програмата. Добро, благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи некој не бара збор, ви молам да гласаме. Ден нема гласано. Со 11 гласа за, констатирам дека барањето е одобрено. Преминуваме на петата точка. Предлог годишен план за вработување за 27-ма Страшо Пинџур, повели директора. Ќе бидам краток во однос на оваа точка. Во однос на вработувањата во основното училиште на определено време, значи немаме старо финансирање, остануваат сите вработени, за пензионирање немаме, така да овој годишен план за вработување останува со тие вработени што се во училиштето. Сега за сега. Благодарам. Отварам претрес по точката. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ви молам да гласаме. Петнаесета точка е доставување на одлука за првенец на генерацијата во Климент Охридски. Го молам представникот да се произнесе. Благодарам. Почитуван председавач на Советот, почитувани советници, наставничкиот совет при ОУ Климент Охридски донесе одлука за првенец на генерацијата за 26-та година да биде избрана ученичката Ева Митева од подрачното училиште во село Кучичино. Ова одлука се темели на претходна анализа на постигнатите резултати и тоа беше вреднувано по претходно донесени критериуми и како предлог на комисијата наставничкиот совет се изјасни дека ученичката Ева Митева има постигнато најдобар успех за оваа година. Благодарам. Отварам претрес по точката. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара, молам да гласаме.
Со 11 гласа за, констатирам дека одлуката е усвоена. Преминуваме на наредната точка. Предлог годишен план за вработување за 27 на ОУ Климент Охридски. Го молам представникот, повеле имам. Па исто како и во другото училиште, немаме некои разлики во однос на годишниот план за вработување од минатата година, односно немаме измена во делот на вработувањата. Останува исто број 10 технички персонал, од кој еден хаос мајстор, с 9 на определено, 27 неопределено. Немаме нови финансирања. Благодарам. Отварам претес по точката. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ви молам да гласаме. Со 6 гласа за и 5 воздржани, констатирам дека предлогот е усвоен. Ви благодарам. Директори, може да одите. Преминуваме на точката барање за разрешување и именување член во управен одбор ЈОУДГ Звездички. Го молам представникот да се произнесе. Добар ден, тоа е редовна постапка после изменување на мандат. Тоа обично членот на управниот одбор што го избира општината. И барам да изберете, да одредите личност. Подобро би било да од школото на Страшо Пинџур, бидејќи личноста која ќе се побара да биде присутна на управен одбор, да биде таму на местото, за да не мора да, заради одредени обврски, да не може да биде присутна. Знаете, мислам дека се информирани сите дека не се плаќа тој член на управниот одбор, значи никој не се плаќа тоа. Само вие да одлучите кој. Благодарам. Отварам претрес по точката. Кој бара збор? Ајде, Борче, помни. Благодарам, председателя. Почитувани колеги советници, по мој предлог на местото на Александра Богданова како актуелен член, мислам, ако изминува мандатот, ја предлагам Симона Стојанова, исто вработена во училиште Страшо Пинџур, така да ако има согласност може да ја ставиме неја. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлогот на Борче го ставам на гласање. Може да го изгласаме во точката. Со 10 гласа
за и 1 воздржан. Симона Стојанова е новиот член на управниот одбор во Градинката Звездички. Годишен план за вработување за 27 година ЈО Звездички. Го молам представникот да се произнесе. Исто и за програмата немаме никакви измени, тие се истите вработени кои се на определено и на неопределено и на определено. Немаме нови дополнување, нити измени, истите што се од претходно и тие лица кои веќе се во работен однос, истите остануваат без промена. Отварам претрес по точката. Кој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ставам на гласање, молам на гласане. Со 10 гласа за и 1 воздржан е усвоен годишниот план за вработување. Преминуваме на 6-та точка. Извиште за финансиско и материјално работење на ЈПКД Облешево од 1.1. 31.3. Молам директорот да се произнесе. Добар ден и од мене. Извештајот за финансиско работење се однесува на првиот квартал од 2026 година, односно периодот 1.1. 31.3. Овој извештај е поминат во претходниот период на органите на предпријатието, има добиено позитивно мислење од надзорен одбор и од управен одбор и како последна инстанца сега се наоѓа на разгледување пред Советот. Јас не би, без да навлегувам во поединечни ставки во кои се содржани во извештајот, само би кажал на сумирано, некој сумиран биланс од извештајот, дека во тој период бележеме остварени приходи од 2.576.600 денари, а вкупните расходи се во износ од 2.438.225 денари. Што значи дека бележеме некоја добивка 138.000 денари. За жал сега оваа добивка е секоја на хартија, значи извештајот ги представува фактурираните приходи и на нас фактурираните трошоци. Значи нема никаква додирна точка со реалните финансиски токови. Реално, периодот кој се однесува извештајот воопшто не беше лесен, значи имавме сериозни притисоци од акумулирани долгови кои притискат за наплата, чести блокади на сметката, поради кои моравме да правиме договори, спогодби со извршители, со доверители. Меѓутоа, како и да е, значи, мислам само би сликовито нешто да во тој дел да илустрирам. Значи, сме преземале обврски во конкретно кон извршител Катерина Кокина Скопје, спогодба за 85.000 месечна исплата, 11 рати. Извршител Горан Манолов за долг исто така одевана, рата од 25.000, 5 рати. Усна спогодба, уснен договор кон доверител од Загорјево, Европетрол Чешиново, 100.000 денари месечно. Центар за јавно здравје,
30 рати по 10.000 месечно, 6.000 денари атком за членарина во Сдружение на комунални предпријатија, 5.000 денари месечно узнос погодба за одржување на софтвер. Значи ова се само спогодби кои мораме да ги сервисираме месечно за нешто што представува акумулирана стара обврска. Покрај тоа треба да се сервисираат и редовните обврски, како што се нови фактури за струја, нови фактури за гориво и така натаму. Зборот ми е дека значи периодот е сосема различен од овој што е прикажан во извештајот и реалната состава во која се наоѓа предпријатието, меѓутоа мора да наоѓаме начин да функционираме и да ги менаџираме проблемите. Ако имате некои прашања по извештајот, повелите. Благодарам. Отварам претрес по точката. Дали некој бара збор? Повели Даниел. Благодарам, председателе. Директор, јас имам прашање до вас. Колку луѓе имате со договор за дел во ЈПКД? Другото прашање ми е колку имате потрошено во услуги во општината. Во услуги за сервиси на моторни возила, таму има 90.364 денари. Тоа дали може да добиеме документ за таа работа? И трето прашање за одржување на водовод, има 9.581 денар. Имаме два водовода во Кучино и Спанчево, знам, нели така е? Да. Сакам објаснување за тие работи. Благодарам. Благодарам. Договор за дело се ангажирани 5 лица како сезонски работници во периодот април, октомври, секоја година, како што и секоја година се извршуваат исти ангажман на сезонски работници. Понекогаш тој ангажман се продолжува и до крајот на годината, меѓутоа генерално програмата е тие 6 месеци. И значи тоа се сезонски работници кои се ангажираат преку формата договор за дело, да. Што се однесува до фактурите, односно до трошоците за моторни возила и за јас мислам дури дека се во прикажани, очекував дека е поголем износ. Не знам сега тоа, значи ние не го изработуваме извештајот е во сметководство кое е надворешно и зависи од тоа како се носени фактурите кои него. Меѓутоа, во овој период, значи имаме доста хаварии на опремата. Така да, за моторни возила еден дел од износот, во износ од 55.000 е потрошен за поправка на службеното возило лека кола Peugeot 208. Тоа возило беше во надвор од функција 4 години, стоеше во многу недобра состојба и беше добро и што таму се најде лице кое се нафаќа да го одржува, беше сменет комплетно моторот, имаше доста придружни елементи околу тоа. Тоа е едниот дел од тие трошоци. Вториот дел е за камионот кој е во многу амортизирана состојба, камионот за ѓубре. Дел имаше платено за поправка на софтвер, компјутерот, некаде 30.000 е таа фактура. Дел имаше поправка на замена на плочки, за кочница, некаде 20 и не знам сега колку точно илјади. И имаме уште една, ама добро, таа фактура за леката кола, кај што имаше замена на амортизери кои беа скршени, меѓутоа таа не е во овој период, тука е во подоцнежниот период. И за водоводните материјали имаме во тај период имавме прегорување на моторот во Спанчево, прегорување на моторот во Кучино и на двете места беа набавени нови мотори и истите се платени. Во Кучино тоа е со поголема моќност, кошташе мислам дека 75.000, а во Спанчево кошташе мислам дека 600 евра. Да, така да тоа се тие трошоци и издатоци кои се потрошени во тие. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара, ве молам да гласаме.
Со 7 гласа за и 4 воздржани, констатирам дека извештајот е усвоен. Преминуваме на 7 точка, барање од жители на село Кучино за решавање на долгогодишен проблем со водоснабдувањето и пречистителната станица. Дали директори може да дадете некој објаснување, имат барање за... Добро, јас не сум запознат дека има ваква точка, меѓутоа секој дека имаме мислам не знам за водоснабдувањето на што се однесува точно. Резервар. За санација на резервар. Фаза на распад. Да. Така пише. Пише во фаза на распад. Да. Па подолго време резерварот е во недобра кондиција, не мислам дека ништо посебно не е различно состојбата последните години отколку што и претходно е бил. Таму треба санација, меѓутоа санација која ќе биде испланирана за да се колку толку овозможи континуирано водоснабдување на населението. Што се однесува до пречистителната станица, значи таму веројатно ви е познато, пред 3 или 4 години дојде до голема хаварија, кога целата станица беше зафатена од пожар, при што беше изголено голем дел од таа инфраструктура што имаме таму. За среќа зачувана е електрониката, потопните пумпи, кои мислам дека ќе има 2 таму, они се подземно инсталирани и се комплетната електроника не е опфатена со пожарот. Меѓутоа голем дел од оние базените кои се каскадно направени, каде што оди таа филтрација и пречистување на водата, има значајно оштетување. Во периодот после тоа, мислам, случајот беше пријавен во полиција, направен некој записник, сторителот непознат, како што и обично тоа се случува, меѓутоа не е направено некаква проценка што е тоа што би требало да се направи за да се доведе таа пречистителна станица во функција. Без таква некоја проценка, ние внатрешно имавме некое размислување да пробаме да се изврши некое расчистување на целиот дел кој е веќе доведен во една многу лоша состојба, меѓутоа барем физички може да се прочисте и да пробаме да ја пуштиме таа пречистителна станица, и тоа во периодот кој следи ми е намера да го пробаме. Не знам колку ќе биде успешно и функционално, мислам дека сигурно дека се постигне некаков ефект, меѓутоа тоа е значаен обем на работа, значи станицата е доведена во многу лоша состојба, така да има поголем обем на работа која треба да биде извршена таму. А со сигурност можам да кажам дека ќе бидат направени обиди, напори за нејзино повторно реактивирање. Инаку за делот за резерварот, значи тоа е само еден дел од тој водоводен систем кај што се случуваат дефекти и хаварии на дневна основа, и ние не сме во кондиција со финансиската состојба која имаме и трошоците кои ги создава тој водоснабдителен објект. Голем успех е што возможуваме да обезбедиме континуирано снабдување со вода. Затоа што ова предпријатие има огромни трошоци само за да го одржи во функција тај систем. Еве, спомнав дека оваа година има прегорен мотор, лани имаше заменена помпа, дефекти на главниот целовод кој е во многу истрошена состојба, каде што едно пукање кошта 25.000, сето тоа се трошоци кои го фрлат предпријатието во загуба и кои ние тешко можеме да ги менаџираме. Значи, и повторно ќе кажам, значи не можеме да размислуваме за било какви посериозни инвестиции самостојно како јавно предпријатие, како одржувач на тај водовод, за да биде направено тоа што треба да биде направено. Благодарам.
Отварам претрес по точката. Молам кој бара збор. Повелен началник. Абран. Добро. Да, јас прво се пријавив. Значи, благодарам, председател. Јас дел од овие работи мислам дека пред неколку седмици исто ги има потенцирано овдека. Едното беше како прашање до градоначалникот, се однесуваше за пумпата на кај прочистителна станица Куќишино, бидејќи тоа го бараат еден добар дел од луѓе, од мене лично да го пренесам овдека на Совет. Сега гледам со писмено барање за кое се имат подпишено 52-3-4 луѓе таму. Значи, сериозен проблем е. Јас укажав пред неколку седмици дека таму е проблем, дека фекалиите се многу близу до бушотините за вода, значи имав укажано на тоа. И порано со прашања до директорот исто имав начнато околу водоводот. Значи, образложението на директорот беше тоа што е. Мислам дека се работи за сериозен проблем. Јас сум свесен дека комуналното предпријатие не е во таква добра состојба и кондиција финансиска за да може сето ова да го санира, меѓутоа тоа не значи дека не треба да се тражат решенија и дека не треба да се тражи чаре. Значи, веќе бидејќи резерварот е директоре во фаза на распад, барем така кажуваат луѓето, добро би било да се направи еден увид да почне да се изработува некој проект за санација, нели, на резерварот. Тоа не значи дека треба после сето тоа да биде финансирано од комуналното предпријатие, меѓутоа има многу други начини преку кои треба заедно со локалната самоуправа и со градоначалникот при изработка на проект кој ќе се констатира во каква фаза е резерварот да се тражи чаре. Па имаме министерства, имаме источен плански регион, меѓутоа со еден изработен добар проект, мислам дека не значи дека тоа треба да бидат буџетски пари од општина, не значи дека треба да бидат од буџет на комуналното предпријатие, меѓутоа може да се најде други начини, реков веќе, може со добар проект преку источниот плански регион, може со добро изработен проект за нов резервар или санација на резерварот преку некој од министерствата, не знам, заедно со градоначалник ќе седнете, ќе поразговарате и затоа мислам дека е сериозен проблем. Што се однесува до пумпата за кај прочистителната станица, исто сериозен проблем. Истото ќе го повторам и околу резерварот за вода, значи да се тражи чаре, бидејќи проблемот е сериозен, да се најде начин повторно со градоначалник да се седне, да се тражат, бидејќи проблемот е сериозен и треба да се решава вака. Само да констатирам, луѓето валјда пошто имат 50 и кусур подпишани со подписи, имат сериозен проблем. Не значи само да констатираме дека се бележи таму, предпријатието бележи загуби, дека нема профит, значи веќе тоа е водовод кој стопанисува јавното комунално предпријатие и канализацијата. Значи треба да се тражат решенија, треба да се тражи чаре, бидејќи проблемот е сериозен. Толку имам јас, благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повелен началник. Благодарам, председателе. Ова барање е проследено и до мене како градоначалник на општината и се согласувам во целост со дискусијата на директорот на комуналното предпријатие. Не станува збор за неажурност на службите и комуналното предпријатие, туку напротив станува збор за прво околу водоводот, за резервоар за вода за пиење кој што е долгогодишен, пред многу години изграден и кој што е нормално со текот на времето да се доведува во фаза на застарување и за знак прашалник до кога ќе може да биде во користење на граѓаните. Меѓутоа, сепак морам да истакнам дека со крајни напори и комуналното предпријатие и ние како општина се трудиме населено место Куќишино да биде снабдено со вода за пиење редовно и тие хавари и дефеци што се јавуваат тековно навремено се поправат и се стават во функција, така да не е дозволено подолго време ова населено место да остане без вода на пиење. За пиење.
и во иднина ќе продолжиме, значи, посветено да работиме на оваа проблематика. Свесни сме за застарувањето на целиот тој систем за снабдување на населението со вода за пиење. Меѓутоа, морам да истакнам дека населено место Кучино е едно од малкуте населени места кое што во моментот има во функција водовод за вода за пиење, со оглед на тоа дека поголем дел од населените места во општината немаат никаков водовод за пивка вода. Фокусот е ставен на предсена снабдување на тие населени места, а овој водоснабдителен објект ќе биде редовно следен од страна на комуналното предпријатие и во иднина ќе се прават напори да се обновува или да се изгради нов. Овој проблем, иако потпишан од голем број на граѓани на село Кучино, сепак морам да истакнам дека ние за овој проблем со директорот на комуналното предпријатие имавме разговарано и со членовите на местната заедница и со повеќе граѓани во населено место Кучино. Така да не знам дали овие луѓе овде потпишани се информирани за тоа што ние зборувавме на тој состанок со местната заедница и со граѓаните, на кој што истакнавме подготвеност како комунално предпријатие и како општина постепено да почнеме со обновување на прво мрежата за водоснабдување до резерварот за вода, а подоцна и санирање и редовно одржување на овој резервар за вода. Во делот на прочистителната станица сакам да кажам дека ова прочистителна станица е исто така од пред многу години изградена и затечена од службите на општината, од службите на комуналното предпријатие во состојба која што е хаварисана, односно после пожар, и оваа прочистителна станица во моментот не е во функција. Тоа значи дека комуналното предпријатие и општината ќе во идниот период, кога ќе се создадат услови, ќе пристапи кон враќање во употреба на оваа прочистителна станица. Во меѓувреме канализацијата не е надвор од употреба, туку е ставена во користење. Меѓутоа, во овој момент дека се чувствува некој проблем со користењето на овој канализационен систем, не се согласувам. Ова за прочистителната станица да биде повторно во функција, ќе мора да се направат дополнителни поправки за да се врати во правобитната состојба. Барањето е сватено сериозно, ќе биде ставено на дневен ред за разгледување во комуналното и во општината и ќе се постапи согласно можностите на општината и на комуналното предпријатие. Благодарам. Благодарам, началник. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ви молам да гласаме. Со 11 гласа за, констатирам дека барањето е усвоено. Преминуваме на наредна точка. Барање од Бранко Митев од село Соколарци. Отварам претрес по точката. Кој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, молам да гласаме.
Со 10 гласа за и 1 воздржан, констатирам дека барањето е усвоено. Минуваме наредна точка. Барање за еднократна парична помош од Магдалена Манова. Отворам претрес по точката. Дали некој бара збор? Јас предлагам да изгласаме 3000 денари. Може да загласаме. С 11 гласа за, констатирам дека барањето е усвоено. Преминуваме наредна точка. Предлог одлука за измена и дополнување одлука на буџет за извршување на буџет на општина Тишиново Блешево. Го молам представникот да се произнесе. Повеле Емилија. Значи, оваа предлог одлука беше претходно, но пак добивме известување од Министерство за финансии во преамбулата измената. Сакат да се расчленува, член 1 да се расчленува и за тоа ви е наведено член 9 став 1 во алинејата. Тоа е само измена, има горе во преамбулата, но другото сите податоци се исти. Сега ние мораме да смениме и мора па да помине на совет за да ги прата во Министерство за финансии. Отворам претрес по точката. Молам кој бара збор. Бидејќи никој нема разбор, ве молам да гласаме. Со 7 гласа за и 4 воздржани, констатирам дека предлогот е усвоен. Преминуваме на наредната точка. Извештај за стари улични светилки на територија општина Тишиново Блешево. Повели Даливар. Вака врз основа на пописот што го направивме заедно со колегата Орце, на лице место констатирана е следната состојба на стари улични светилки. Значи може да кажам вкупната бројка или по населени места да презентирам. Значи вкупната бројка на ниво на територија на општина Тишиново Блешево е 190 светилки стари. А имаме тука у списокот, не знам дали го вие имате, и поединечно за секое село. Значи има наведено у кое село колку има. Значи овака конкретно у Блешево 20, Тишиново 25, Спанчево 15, Соколарци 10, Теренци 30, Кутчино 15, Борилчево 10, Чифлик 20, Бања 10, Жиѓанци 5, Уларци 10, Новоселани 5, Лепепелци 10 и Врбица 5. Значи вкупно 190 утврдено на лице место. Благодарам. Отварам претрес по точката. Молам кој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ви молам да гласаме.
111 гласа за, констатирам дека извештајот е усвоен. Благодарам. Дали? Повели градоначалник. Врска со оваа точка, иако не е поврзано со гласањето, сакам или чувствувам за потреба на вас како советници да ви дадам едно известување или дообјаснување во врска со уличното осветлување во општината, со оглед на тоа дека во блиско време ќе се соочиме со истекување на договорот кој што претходно го имавме како јавно-приватно партнерство со Телеком за уличните светилки во општината. Ова се светилки кои што не влегуваат во делот на договорот со Телеком за одржување и се светилки кои што на општината и дават дополнителен проблем во одржувањето и дополнителен трошок во целото одржување. И сами гледате дека станува збор за голема бројка на улични светилки кои што не се опфатени со договорот. Ова се улични светилки кои што се на товар на општината и на општинскиот буџет дополнително надворот договорот за јавно-приватно партнерство со Телеком кој што го имаме во изминатиот период и кој што за среќа ќе заврши за кратко време до крајот на месец јули. И сакам да ви информирам за тоа дека во меѓувреме ние како општинска администрација во соработка со невладина организација работиме на изработка на физибилити студија која што ќе покаже во иднина што е најдобар предлог за решение со снабдувањето со јавно осветлување на цела територија на општина Чишиново Блешево. Ќе имаме во предвид и оваа бројка на улични светилки да влезат во тоа физибилити студија и да се изнајде конечно едно решение на овој проблем со улично осветлување кој што ќе значи ем подобрување на услугата од една страна, ем заштедување на значителни средства во општинскиот буџет кои што во моментот се трошат за таа проблематика. За сето тоа ќе зборуваме на некој од наредните седници кои ќе имаме готова таа физибилити студија која што на сите ќе ни покаже како во иднина треба домакински и одговорно да се продолжи да се работи со уличното осветлување. Благодарам. Благодарам, началник. Преминуваме на наредна точка. Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка со општина Зрнуци. Отварам претес по точката, мола кој бара разбор. Бидејќи никој не бара разбор, молам да гласаме. Со 6 гласа за, 2 против и 3 воздржани констатирам дека предлогот е усвоен. Преминуваме на 14 точка. Известување за предлог измена на програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението заразни болести 26. Повели градоначалник. Мислам дека ви се доставени како совет. Ова станува збор за програма која што претходно имавте донесено и измените се однесуваат во трансфери на средства кои што се истите средства од програмата, но се поместени во делот на позиции. Привидејќи во голем дел од овие ставки имаше ставено или планирано средства за третирање на комарци во прва фаза, односно ларвично третирање, кое што е веќе од минат период
и во моментот се појавува потреба за третирање на комарци во подоцнежна фаза, за кој што е потребно поинаков начин на третирање, односно авионско третирање, и поврзано со точката претходно 13 која што поместивме за прва точка, поради итноста на спроведување на ваквата мерка, третирање на комарци, во заедничка јавна набавка со општина Зрновци, како соседна општина на нашата општина, и се планира ова авионско третирање да се изврши на територија на двете општини истовремено. Затоа ќе биде заедничка набавка во која што ќе влеземе двете општини со зависно од територијата со која што имаме во моментот. Значи, измените на оваа програма се однесуваат на делот на поместување на сумите од ставките, дали е дадено како појаснување, само да провериме. Да. Значи, во самата табела ви се представени сумите од која ставка, во која е поместена, а вкупната сума останува како во програмата која што сте ја донеле претходно. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по точката. Кој бара збор? Бидејќи никој нема збор, молам да гласуваме. Да. Со 6 гласа за, 4 воздржани, 1 отсутен, констатирам дека изискувањето е усвоено. Преминуваме на последната точка, прашања. Молам кој бара збор. Овој Борче. Благодарам, председателе. Имам едно барање за искуп на одводнителни канали за атмосферски води во населено место село Чифлик. Благодарам. Тук поставаш како прашање, барање, како барање да поднесеш. Како барање, па ако добре колегите советници ќе образложат. Овој Гростев. Почитувам председателя, почитувам градоначалник, почитувани колеги советници. Прашањето е наменето на председател на Советот. Господине председателе, има сознание дека 20 советници за неприсуство на седници се казнети 30%. Дали сте вие информирани пред да бидат казнети од лицето што е задолжено за редовноста и комисиите на Советот? Тоа прашање за администрацијата. Не, администрацијата треба да информирате. Дали сте ви информирани дека се ви за нивната неприсуство? Да, има и ставено, да, објавено. Доколку сте биле информирани, зошто не сте постапиле по деловникот за работа на Советот? Деловникот според член 14 за работа гласи: председател на Советот треба да биде информиран
за неприсуство на советникот дали на седница или комисија. Потоа вие треба да постапите согласно закон да ја информирате комисијата за мандатни прашања и именување. А комисијата да расправа за нивното присуство. Може ќе го одобри нивното отсуство. Вие не постапивте така. Списокот за евиденција постои таму. Но вие требавте да информирате комисијата за мандатни прашања. Комисијата на мандатни прашања треба да расправа за нивното отсуство. Дали е оправдано или не е оправдано. Благодарам. Значи, советник, шом не е присутен на седница, не можеме ние да му одобриме или да не му одобриме. Значи, тој не е присутен и нема да има за таа седница паушал. Ако е одсутен, значи 30% му се смалува. Ако во месецу има една седница и он не е присутен, он нема да земе паушал. Реплика. Значи, да, ама расправа комисија за мандатни за неговото. Може да е оправдано неговото отсуство. Значи, он не е присутен на седница. Може да... Ако е оправдано или неоправдано, може да се најави, а нема да можем да дојде. Ма не е присутен на седницата. Таа е ворена на седница. Не е ни ворена. Не се сеќавам која беше. Не беше ворена. Дека бевте отсутни, да. Оле, Бранко. Благодарам, председател. Значи, точно е, мислам, Грозде што сега збореше. Меѓутоа, мора да имам предвид дека три пати ако не биде присутен советник, така, му се одзема мандатот. За мене спорно е, мислам дека луѓето се управо да ви кажам. Значи, мислам дека без оглед што не бил присутен, таа седница беше воредна седница. Свикана како воредна седница. Јас уште тогаш кажав дека од вонредна ни В немаше, заради тоа што воредни седници се свикуваат в случај на воредна состојба, а тоа е добро наведено во деловникот и статутот на општината, каде што за воредна седница се свикува при елементарни непогоди, пожари, поплави, војна и така натаму и така натаму. Значи, воредна се закажува, мислам дека неколку часа, сат, два пред седница беше закажана по телефон. Видовме дека од вонредно нема ништо вонредно и сега луѓето не може некој на закачалка да биде закачен и да биде достапен секогаш. Значи се знае. Тоа беше по правило требаше да биде некоја редовна седница, за редовна седница се доставуваат материјали 7 дена пред седница. Ова мене повеќе ми е дискутабилното, мислам за тоа што се во право луѓето, се свика воредна седница, констатиравме дека од вонредно нема ништо таму и сега луѓето не може би некој немаше планирано, може бил странство, може би бил болница или било кај, така да мислам не е окей ова. А може, од погрешка може да се случи уште еднаш, два пати луѓето да бидат отсутни и да им се одземе мандатот, што за мене не е фред. Мислам дека неправилно е направено ова. Благодарам. Благодарам. Значи, јас предлагам службите да го проверат сето во, да видат што се може да се направи, па да добијат објаснувања за сето. Повеле? Значи, уште една интервенција. Значи, да, службите заедно со комисија за мандатни прашања. Нека седнат и нека го разгледат добро случајот. Ога мислам дека е нанесено неправда. А може да се изгуби мандат. Уште два пати ќе се случи, иако за мене оправдувањето е нивно што немаше вонредна седница. Значи немаше ништо вонредно таму. Може би од незнаење, може би од невнимание и затоа најдобро нека седнат службите, нека седнат со комисија за мандатни прашања, нека го разгледат случајот и нека излезе со извештај. Благодарам. Благодарам. Дали, некој друг бара збор?
Бидејќи никој не бара збор, констатирам дека сите точки од дневниот ред се исцрпени и ја затварам 12-та редовна седница. Ви благодарам за присуството.